Почитувани гледачи на ОТВ, добре дојдовте во уште едно интервју. Сега не знам овој пат дали да го наречам интервју повеќе како некое продолжение или подавање рака на една исклучително благородна иницијатива. И на гости ни е Петра Лукаровска, председател, основач на Сдруженијето за унапредување на здравието Филип Лукаровски. И повод е издавањето на овој прирачник за машко здравје, кој што е во 21 век исклучителна реткост. Еве, јас за прв пат воопшто слушнав дека можно да постои нешто вакво. Ќе го завршам воведов со ова организација и овој прирачник се како резултат на претворањето на една болка во исклучително насочувањето на енергијата во позитивна и правилна насока, како да се остане здрав, и ако една мисија беше неуспешна, да се претвори во неколку успешни мисии. Добре ни дојде, Петра. Добре ве најдов, ви благодарам за поканата, добар ден на вашите гледачи. Пред вас е прирачникот "Фокусирај се на себе за себе", во кој што ние како Сдружение за унапредување на здравието сакавме да поттикнеме иницијатива кај мажите да повеќе да водат сметка за своето здравје. Ние како Сдружение најпред би сакала да го представам Сдруженијето. Сдруженијето за унапредување на здравието Филип Лукаровски е невладино, непартиско, непрофитно здружение на граѓани со заеднички интереси и цели. Главни цели на Сдруженијето се зачувување на машкото здравје, подигнување на свеста кај мажите за различни симптоми за одредени заболувања кои што го нарушуваат квалитетот на живење, подобрување на менталното здравје преку кршење на стигми и табуа кај мажите за менталното здравје, поттикнување за физичка активност, личен раст и одржлив развој. Досега како здружение не постоиме многу, ние постоиме само 9 месеци. Сдруженијето се формираше од наша семејна трагедија, затоа што не случајно името на Сдруженијето е Филип Лукаровски. Филип беше и секогаш ќе биде нашиот маратонец, кој истрча 5 маратони, но за жал животниот го истрча премногу брзо. Ние не успеавме да го спасиме Филип, но преку работата на Сдруженијето со говорењето за машко здравје, ние сакаме да покренуваме иницијативи и да допреме до машкиот свет за да ги поттикнеме да водат сметка повеќе за својот начин на живот, да ги забележуваат симптомите, да ги пријавуваат онаму каде што треба, затоа што во прирачникот ние даваме одговори на прашањето кој, каде, зошто, да ги најдат одговорите на тие прашања, се со цел подобрување на квалитетот на живот. Сакам да ни кажете зошто е избран точно јуни за промоција на прирачникот за машко здравје и зошто во претходниот муавет пред да почнеме да снимаме ни кажавте некои интересни работи, зошто е воопшто потребен ваков прирачник, покрај тоа што сакате да подигнете свесност да навреме да се прегледуваат, да се откриват што е можно порано одредени болести, затоа што повеќето се излечеви. Но сепак има некои работи кои што мажите ги прави малку поразлични од жените и вие потегнувате како иницијална каписла вашата семејна трагедија, но сериозната потреба од вакви иницијативи и ваков прирачник си постоела. Досегашните искуства кажуваат дека досега се спроведуваат повеќе иницијативи за заштита на женското здравје. Машкото здравје некако како да го оставивме настрана. Проблемите што ги засегнуваат жените во однос на здравјето и тоа како ги засегнуваат и мажите. Живењето на мажите во оваа стереотипна машкост има и тука влијание, затоа што мажите ние ги воспитуваме малку поинаку. Мажите ги воспитуваме да ги кријат емоциите, да бидат силни, да бидат јаки, да не плачат, меѓутоа тоа се одразува во понатамошниот нивни развој. Затоа што кога ќе се јават некакви симптоми, мажот го прикрива во себе, не сака да го искаже, мисли дека може сам да се справи со нештото.
И затоа ние сме тука, кои што треба да ги подсетуваме дека и мажот треба да има емоции. Не е ништо страшно и ако се расплаче, и кога ќе седни со пријател да разговара за проблемот. Да ги кршиме тие табуа и тие стереотипи за машко Не само здравје. што не е страшна, и е корисно. И потребно. И потребно. И потребно. Да, во тој поглед мажите треба да се адаптираат за живот во оваа средина. Затоа што и сегашниот начин и ова темпо на живот, каде што немаме време за себе, брзаме на работа, брзаме со други активности, ние немаме време да си посветиме на себе и не разговараме многу за своето здравје. Но затоа тука има и 2 месеци каде што ги посветиле на машкото здравје. Еден е месец ноември, каде што има светска иницијатива, но тој е исклучиво за ментално здравје, карцином на тестис и карцином на простата. Месец јуни, сега само што почна месец јуни, затоа ние се одлучивме оваа промоција на овој прирачник да биде во месец јуни. Во светот месец јуни е за зачувување на машкото здравје. Мажите треба да си постават цели, да си го пронајдат патот за да ги остварат тие иницијативи за зачувување на своето здравје. Во месец јуни има и недела за машко здравје, за оваа година, 24-та година. Недела за машкото здравје е од 11 до 16 јуни. Затоа ние на почетокот на месецот го издадовме овој прирачник, за да им бидеме поттик на мажите, да прочитаат со се што може да се соочат за нарушување на нивното здравје, да си постават цели и да ги реализираат тие цели се со интерес да го подобрат своето здравје. Нас мажите ни се потребни во животот. Ако страда некој маж, ако има некаков проблем во семејството, тоа не е проблем само на мажот во семејството. Тоа е семеен проблем. Ги засега сите членови на семејството. И затоа ние жените сме тука кога организираме трибини и кога организираме вакви настани, кога ќе погледнеме во публиката, ние пак имаме повеќе жени. Мажите некако не ги нема. Жените сме тука повторно да ги поттикнуваме. Сме како жртви на тој начин на воспитување, на тој начин на размислување, особено на Балканов, можам да кажам дека особено изразеното криење емоции, воопшто покажување семојчност, мене не ми треба доктор, мене не ми треба контрола и така натаму. Меѓутоа да се биде здрав не значи да имаме само здраво тело. Треба да имаме и здрава психа. Менталното здравје е многу битно. Не постои човек кој што во текот на животот не се соочил или лично, или со некоја друга личност што имал некоја емоционална криза, која што остава последици кај него. И таа емоционална, затоа имаме многу млади, многу адолесценти кои што патат во тишина, не знаат каде да се обратат, каде да побараат помош. Тука како здружение ние апелираме да повеќе внимание да обрнуваме на менталното здравје. Уште од најмала возраст, при воспитување на децата, да разговараме, да ги прашаме како го поминал денот, што го направило среќно, дали имал некаков проблем. На таков начин ние да воспоставиме и здравствени навики кај децата. Тоа е многу важно да се разговара за проблемите на децата од најмала возраст и воопшто укажување дури стручна помош тој е многу позитивно во разбивање на табуата, тоест нема да разбиваме табуа, а ќе растиме личности кои што нема да имаат табуа. Значи, ќе знаат за кој проблем каде да се обратат, а не дека треба да отидеш да речем на психолог само ако си луд, како што се. Да, во нашава средина мислам дека се уште владее тоа мислење дека само треба да имаш некаков психички проблем за да поидиш да побараш помош. Но имаме такви ситуации кога навистина ни е потребен разговор од стручно лице, од психолог, каде што треба да разговараме. И мажите и по физиономија и по анатомија, тие се поголеми, помускулести, изгледаат посилно, но кога станува збор за менталното здравје, тие се послаби. И статистиката вели, животниот век се квалитетот на животот се подобрува кај двата пола, и кај мажите и кај жените. Но статистиката кажува дека жените живеат 5 години подолго од мажите. Тоа не е така заради тоа што жените водат повеќе грижа за своето здравје. Повеќе обрануваат внимание кога се појави некој симптом, тие веднаш реагираат, веднаш си побараат помош, за разлика од мажите кои што
поред ходат на преглед, поред ходат на систематски прегледи, водат нездрав начин на живот, физичките активности не треба само да бидат активни, може и рекреативно да се занимаваме со физичка активност. Повеќе консумирање на алкохол, никотин, тоа се сите последици кои што оставаат влијание врз здравието кај мажите. Која е најпознатата реченица на еден балкански маж? Ја имам 60 години, доктор не сум видел. Не сум и на забар може и нема појде. И после на 64 кога ќе починат, леле здрав умре. Превентивните прегледи се многу битни. А посебен акцент го имаме во прирачникот за превенцијата. Превентивните прегледи се основата за да бидеме здрави. Ако ние навреме појдеме кај матичниот лекар, навреме побараме помош, навреме ќе се дијагностицира некој проблем, навреме ќе биде лекувањето и ќе заврши успешно. Меѓутоа има и такви ситуации каде што некои болести не болат. Например, карциномот на простата. Има некои болести кои што не покажуваат благовремено симптоми. И тука, затоа, оваа превенција, доколку ја правиме како што треба, доколку посетуваме лекари, не само кога имаме потреба, туку превентивно. Крвна анализа, проверка на крв, проверка на урина, тоа многу може да ни каже за системските болести доколку ги имаме во организмот. Исто така, превенцијата, покрај тоа што може да спречи заболувања, превенцијата е многу битна за да создадеме и навики, не да ни биде превенцијата како на обврска, туку треба да ни биде навика, дека ние мора да обрнуваме внимание за нашето здравје. Колку е, според вас, колку пати годишно треба да се направи една барем крвна слика и... Еднаш годишно би требало да се прави проверка на крвна анализа, затоа што доста параметри покажуваат доколку имаме некое заболување во организмот, додека после 50-та година мажите би требало да прават ЕКГ, ехо на срце, каде што треба да се види проверка, каде што треба да се види работата на срцето на крвните садови, но не смееме кај мажите да ги заборавиме и тестовите за карцином на простата, на тестис и на бели дробови. Не смееме тука да ги заборавиме и само прегледите, затоа што многу се битни. Само прегледите, посебно ке младата популација, затоа што ги спомнуваме карциномите на тестис, треба да прават само прегледи на тестисите. И не само на тестиси. Секоја она нерамнина, секоја она промена на телото што дотогаш ја немало. Треба ние најпрвен да си го запознаеме нашето тело. Ако ние си го знаеме нашето тело, тогаш ќе знаеме како да реагираме. Доколку не знаеме дека некоја бенка, например, сме ја имале или таа бенка расте, нема на време да реагираме. Затоа ние треба да се запознаеме самите со само прегледи, за да можеме благовремено да реагираме доколку настане некој проблем. Сакам да ве прашам, го представивме прирачникот на почеток, но не кажавме создаден е во соработка со кои стручни лица? Најпрвин, јас ќе изразам благодарност за како излезе прирачникот. Прирачникот излезе благодарение на спонзорството на прехранбена индустрија Витаминка. Не препознаа како здружение за нашата работа, дека се грижиме и тие како општествено одговорна компанија, ни помогна овој прирачник да излезе од печат, за кое што сум и многу благодарна за нивното спонзорство. Во креирање на прирачникот за две теми говори доктор Армен Тарслани, специјалист уролог, директор на Општа болница Струга, кој што говори за карцином на тестис и на простата. За високиот крвен притисок и за диабетот говори доктор Марија Темелковска, специјализант по кардиологија, додека графичкиот дизајн, наслов на корицата, дизајнот на корицата е дело на Александра Трпческа. Останатото во прирачникот е моје дело. Да упатиме за крај уште еден апел само до сите мажи да се грижат за себе си. Само така ќе го зачуваат здравието, така ќе можат да се грижат за сите околу нив. Така некако да веќе. Кој ќе го сублимираме дека здравието на мажот не е само негова или загубата тој е семеен проблем. Значи за да биде семејна корист,
треба да се грижи за себе си, Да. секој ден. Да. Нас мажите ни требаат во нашите животи. Едно семејство е цело кога ги има сите. Доколку ни недостига некој, целиот живот се променува. Затоа апелираме до сите мажи да водат грижа за своето здравје, да го променат начинот на живот, да внесуваат здрава храна, да применуваат физички активности, да го користат секое слободно време и во природа, да разговараат за своите проблеми, да посетуваат доктор, да ги кажат своите проблеми, но тука ќе апелираме до жените. Затоа што жените се тие кои што забележуваат доколку настани некаков проблем. Ако мажот не сака да појди на преглед, нека го поттикни и нека го упати дека треба да побара помош за своето здравје. Или како што се разговаравме пред да почнеме да снимаме на прилепски израз, ако треба и за уво да го фати и да го однеси на лекар. Да, се во интерес на здравието. Се во интерес на здравието, значи и името на прирачникот е фокусирај се на себе за себе. Треба ние да се фокусираме на нашето здравје, за да имаме децении пред нас здрав и плоден живот. И да почнеме од денес, да не чекаме утре. Петра, ви благодарам за разговорот, беше исклучително инспиративен. Јас мислам дека скоро и да ме немаше и таква беше идејата, ретко се случува во интервју, али сепак вашите информации, вашиот апел кој што е упатен од нашето студио, сакав да биде јасен, чист, конкретен и се надевам дека бевме од корист за нашите гледачи. Ви благодарам што не гледавте. Се гледаме со следно интервју следната недела.